Добре дојдовте назад во емисијата на Утрински печат, каде што малку ќе посветиме време на гейминг индустријата, нова индустрија која во Македонија допрва се развива. Со мене во студиото е Андреа Поповик, креативен директор преку ден, а гейм дизајнер од тимот на Шупи Геймс преку ноќ. Андреа, добре дојде во студиото на Утрински печат. Фала ти на поканата. Какви се твоите почетоци во овој свет? Дали тоа се започна од љубовта кон видеоигрите или пак можеби кон компјутерите? Какви беа твоите почетоци? Па, мислам дека секоја приказка започнува од кога сме многу мали. Кај мене беше таа судбина да пораснам во куќа на електроинженер. И кога бев уште многу мал, татко ме носеше на сеимите кои што се одржуваа во Скопје за технологија и таму се сретнав со играта Тројцата изгубени викинзи, која што мислам дека ја направи цела таа разлика кај мене, се влюби во тоа како беше направена играта, како може да се менуваат карактерите. И мислам дека од тој момент, кога татко ми се врати со флопи дискетите дома и ја инсталирав дома и успеав да ја играм, мислам дека од тогаш се смени и некако понатака тоа стана дел од моето растење. Значи, на 10 годишна возраст цртав цело време, почнав да правам некои друштвени игри како Не љути се човече, многу уживав во нив да ги модификувам правилата, да создавам свои. И потоа во средна школа имав среќа да го запознам Мартин, што стана мој многу добар другар до ден денеска, и го основавме тимот Шупи Геймс. Потоа, за време на факултет, кога бевме, се основаше првиот Game Jam настан во Македонија, на кој што освоивме второ место со една point and click авантура. И потоа, после универзитетското образование, отидов во Сивус, едукативниот центар, каде што баш учев гейм дизајн. И од тој момент па навака сето тоа знаење ме донесе до една компанија која што се бавеше со App Store решенија во тоа време. И тука, иако јас работев маркетинг, бидејќи тоа студирав, пак таа среќа ме донесе за кратко во тестинг департментот, каде што имаше многу игри, каде што јас малку помогнав во тој департмент, но многу повеќе пишував за игри. И понатака тоа пишување за игри ме донесе до друга компанија, каде што почнав да се бавам со учење, кое што за мене беше многу лесно, бидејќи имав стекнато претходни вештини од играње игри и од работење на игри. Па кога требаше да учам визуелно програмирање, кога требаше да учам дизајн, сето тоа веќе ми беше, да речам, легнато, бидејќи беше многу попредизвикувачки да се прават во гейминг светот тие нешта, него во IT секторот. Од учење понудив многу повеќе во таа компанија, потоа дојде и Мартин во истата компанија и еве сме денеска, колку веќе 7 години подоцна, со наш 2D, 3D департмент, каде што, Мартин го води техничкиот дел, а јас креативниот. Како се создаде овој тим на Шупи Геймс, кој од мал тим сега се израснал нешто сериозно? Шупи Геймс почна како еден тим од тројца другари. За мене и за Мартин знаат повеќето. Бојан често пати, он е оној тајниот карактер што се отклучува. Почнавме со тоа што во средна школа го запознав јас Мартин и откривме дека цело време сме живееле преку улица, еден од друг. И јас почнав да одам кај него, он кај мене и почнавме да ги правиме првите игри со карти и првите друштвени игри. И стварно мислевме дека не правиме ништо посебно. И мислам дека тоа така и ќе останеше, че си го правевме и понатака сосема за забава, како што и ден денес го правиме. Но потоа се случи првиот Game Jam настан и на тој Game Jam настан ние учествувавме и видовме дека има многу луѓе како нас, дека се прават многу интересни продукти и од тука почнавме. Првата игра што направивме беше Who I Am, на point and click авантура, со какви што игри ние израснавме и од тогаш Шупи Геймс стана еден
тим што прави игри и не само за гейм джемови, туку и во нашето слободно време веќе околу 16 години. Да. А како се одвива тој еден процес, сега малце да ја објасниме на јавноста, еден процес на креирање на видеоигра? Дали тоа се почна од една обична идеја или се запишува се тоа, како оди еден процес на креирање на видеоигра? Секоја игра почнува со еден документ, што се нарекува гейм дизајн документ. Да не ме сватите погрешно, не е тоа само поврзано со дизајн, со цртање или со user interface, user experience. Туку е буквално целиот дизајн на еден продукт, односно што се случува во играта од почеток до крај, вклучувајќи со синематици, вклучувајќи со музика, со сите нивоа кои што ги има играта, сите механики, условите за победа, условите за губење, се што од една игра се состои, се е во тој документ. И тој документ понатака шета, слично како што режисерот шета на филмскиот сет, така и гейм дизајнерот шета низ компанијата со тој документ, сите имаат копија од тој документ, сите го следат и од тој документ се оди кон сите департменти во една компанија за игри. Значи се прават арт департментот ја прави уметноста, па имаме музичка композиција, па имаме камери, имаме 3D дел, 2D дел, значи навистина почнува од една идеја, но таа идеја е многу добро документирана како целина. Како се прават игрите во Македонија? Дали еден индивидуалец сам ги прави тие, сам се снаоѓа, се поврзува со некои луѓе, дали преку интернетот или пак тоа се оди преку тимови тука во Македонија? Па сега е веќе многу сменето и да, навистина е малку како што кажа сега ти. Сега сите алатки се многу подостапни. Имаме YouTube, имаме сите тие енџини што ги нарекуваме, што се програми во кои што се прават игрите. Сето тоа е достапно. Голем дел од нив се комплетно бесплатни, посебно за индивидуи. И тие можат преку YouTube да ги земат и потребните туторијали за да научат се што е потребно за да се направи една игра. Сега тоа што е сменето од порано е дека и самите компании за игри се поотворени кон тоа луѓе од надвор да ги тестираат нивните игри или пак луѓето да бидат вклучени во изработката на нивните игри дури без да бидат вработени. И тука морам да спомнам за Discord алатката, што тоа го овозможува, што во IT светот е нешто слично на Slack алатката, каде што имаме хаштагчиња со соби и каде што да речеме во секоја соба се зборува за една тема. Discord е исто слична таква алатка која што овозможува да се зборува за некои сфери од правењето на игра. И компаниите ги даваат нивните Discord сервери отворени за луѓето кои што би сакале да купат во иднина нивната игра или да влезат и да истестираат играта. И тоа е нешто што е многу добро за сите, бидејќи наместо да речеме да се вработиме во некоја компанија која што произведува некаков тип на игри, можеме да се запрашаме каков тип на игри нам ни се допаѓа и да одиме на Discord серверот на таа игра што нам ни се допаѓа, што е излезена или допрва ќе биде излезена и да ги понудиме нашите вештини на таа компанија на нивниот Discord сервер. Со тоа ќе допринесеме во изработката, кон изработката на таа игра и како имаме реални шанси да не пишува во кредитс со име презиме за некоја голема игра која што сме сонували, која што сме мислеле дека нема шанси како да сме поврзани, што е многу важно нели за нашето CV, посебно кога сме млади. И ова го зборувам од моje искуство бидејќи имам учествувано во баш на овој начин, имам направено UI UX елементи за една странска игра на Apple Store-от што се уште е. Да, баш јас Discordот го користам, али не за оваа работа, за сосема друга, пример, при геймање. Најлесна алатка за комуницирање со своите соиграчи е баш токму Discordот, али многу интересно е што има една нова сфера на Discordот која јас не сум ја знала, верувам многу млади можат допрва да дознаат. Постои ли неформални здруженија за изработка на овие игри во Македонија? Каква е ситуацијата малце во нашава земја?
Соработка со институциите не постои, но неформално здружение од скоро постои, што се нарекува Galactic Omnivore, каде што луѓето од со различни типови на таленти, значи пак уметници, програмери, музички композитори, режисери, од неодамна се приклучи архитект еден, значи сите луѓе кои што се заинтересирани да прават игри, може да влезат во тоа здружение баш преку Discord серверот за кој што разговаравме, значи си има galacticomnivore.com, исто така има сајт во изработка и таму може Discord серверот да се најде. И преку тоа здружение луѓето изработуваат игри и тоа го прават за прилично брзо време. И е многу интересно бидејќи тоа е комплетно неформално и може да се случува онолку често колку што сакаме. Добрата страна во такво здружение е дека луѓето веќе почнуваат поредовно да работат на нивните игри, тоа се нивни проекти, здруженијето не ги насочува во никоја насока, освен да не се расплинуваат на 50 различни проекти паралелно, што е нормално за креативци. Туку ги фокусира, окей, ова е вашиот проект, работете на овој проект додека не го завршите. Така што е многу убава нова работа, што е важна, мислам дека за секоја сфера, не само за развојот на игри, туку вакви здруженија се и нормални во Европа и од луѓе кои што се сосема на други работни позиции. А какви игри најчесто се прават? Дали не зборувам за категоријата на игри, дали тие се и за на мобилни телефони, и за на компјутери, колкава е таа сфера на игри што може да се креирате од ваш личен пример? Дали имате креирани игри за компјутери, за мобилни телефони, на кои се достапни овие игри? Значи, сега веќе постои можноста самиот човек што произведува играта сам да биде издавач, посебно на itch.io дуќанот што е за независни девелопери на игри, каде што може да се продава игра од било каков тип, прилично популарно со игрите кои што се играат на маса, оние tabletop, најчесто се role-playing games, tabletop RPG, е дека веќе не се ни продаваат во нивната физичка форма, туку се продаваат како PDF. Например, има игра со карти, за да се скипне целиот дел на изработка, па шипинг, па нели како би одело тоа низ светот, на itch.io се продава PDF принтабилниот файл. Па секој може да си ја даунлодира играта и да си ја испринта во неговиот локален град. Да. Како да се создаде една игра и како младите пример да ги навлечеме на ова да креираат игри ако веќе се заљубени во геймерството и зошто да се прават овие игри? Има ли некој објаснување за ова? Па зошто? Има многу добра причина зошто, затоа што со правењето игри, со тој процес се градат многу различни типови на вештини. Тие вештини понатака може да се искористат не само во IT секторот, туку во било која друга индустрија, че јас лично не работам во гейминг индустријата и сум баш пример за тоа дека доколку некој на пример user interface, user experience е многу важна гранка, user interface, user experience во игри е секогаш различен, на пример. Секоја игра не се стреми да следи некаков шаблон, што е комплетно различно од бизнис апликациите кои што сакаат да има некаков шаблон за корисниците на тие апликации, природно да ги прават акциите во една апликација. Игрите секоја игра е приказка за себе и затоа user интерфејсот, user experience-от во секоја игра е различен. И секоја игра кажува нешто различно, го учи играчот да прави некои очекувани дела на свој начин. И затоа да се работи на игри е нешто најпредизвикувачки и за мене нешто најубаво бидејќи има толку убави профили на луѓе, па учиме да комуницираме со нив. И потоа со сите тие стекнати вештини, доколку не ни се допаѓа, да речеме, гейминг индустријата локално или сме имали искуство па не сме задоволни, или како мене не сме ни работеле во таа индустрија, туку сме го правеле тоа во слободното време, сето тоа не треба да се гледа како
финансиски бенефит, туку треба да се гледа како алатка за создавање на нови вештини. Нови вештини што и како ќе помогнат на било кое работно место кое што сакаме да бидеме. Да, претходно споменавте дека не постои соработка со институциите, а и секој гостин што сум го имал или што сум разговарал за оваа тема гейминг индустријата ми го кажал истото. Како да се подобри оваа соработка, како да се дојде до нека соработка, бидејќи IT секторот и гейминг индустријата е многу актуелна и земјиве од регионот, имаме многу примери и за Србија и за Бугарија, се многу понапред од нас. Како да се вложи малце повеќе во оваа индустрија, како да се развие оваа индустрија во Македонија? Па мислам, повторно ќе се вратам нистото, клучот се на англиски гилдови, ние еснафи ги викаме. Недостатокот на еснафи кај нас е главниот проблем и се надевам дека Galactic Omnivore ќе биде само едно здружение кое што ќе се роди и се надевам и во другите сфери дека ќе има многу такви здруженија, бидејќи здруженијата немаат потреба од никаква формална форма, туку можат неофицијално да си функционираат и да се создаваат многу повеќе продукти на тој начин. Значи од самото, например, ако се почне квантитетот на игри да се зголемува на месечно ниво што излегува од оваа држава и да се создаваат, например, многу мали игри кои што реално може да се создадат за 2 до 3 дена, тогаш Македонија како држава би имала многу што повеќе да понуди и би била перцепирана како држава каде што гейм дизајнот е една нормална пракса. Така што клучот за ова прашање и за сите останати во државава се тие здруженија, кои што се надевам се поише и поише ќе се формираат. Андреа, која е иднината на Шупи Games? Што може да очекуваме од вас во наредниве некои години, некои проекти, некои нови работи на кои работите, вашите цели, кои ќе бидат во иднина? Во моментов правиме една друштвена игра, неодамна една алатка со рандом генерација на текст, ја ставивме на itch.io. Имаме некои проектчиња што си ги правиме во слободно време, но никогаш не ни била целта и до ден денеска не ни е некој финансиски бенефит да добиеме од тоа, туку љубовта кон правењето игри, забавата додека ги правиме и од неодамна се трудиме многу да држиме предавања во врска со нашето животно искуство. Тоа го направивме оваа година на Game Jam ивентот, каде што баш споделивме дека постои можност со истите вештини стекнати од игри да се работи во многу различни индустрии, дека можеби правењето на игри би било само одскочна даска да се влезе во гейминг индустријата, доколку некој тоа му е желбата, но фокусот да биде на новите генерации на создавање секој викенд, во секое слободно време, создавање и подобрување на нивните вештини поврзани со правење игри. Да, и ова е многу битно за младите да се побие тој стереотип класичен кај повеќето родители кои уште од најмладата возраст им велат остај игрите, земи учи нешто, земи нешто книга нека прочитај, нема пари во игрите, само си го губиш времето. Така што со развојот на оваа гейминг индустрија постојано не само кај нас и во регионот, ни во целиот свет се мотивираат на еден начин младите како да љубовта, пасијата кон видеоигрите да префрлат во една нова сфера на оваа IT технологија која се развива и развива се повеќе. Андреа, ти благодарам за денешното гостување. Фала ти, Бори. Се надевам, ви посакувам многу среќа во иднина и на вас на Шупи Games и на тебе како индивидуа. Драги гледачи, останува јас да одјавам емисијата. Се надевам дека ви беше интересен овој разговор за оваа гейминг индустрија во Македонија. Останете со нас.